Го гледате Дневникот на македонската телевизија во малку неформално издание за ваков тип на емисија, од солидарност кон нашиот вечерашен гостин, кој што не знам дали се сеќавате некогаш да сте го виделе со вратоврска. Добро вечер за Милчо Манчевски. Убава можност да одбележиме 25 години пред дождот. Кандидат за Оскар, живее филмот се уште. Она што веројатно многу би ги интересирало да им кажете на младите генерации зошто треба да го гледаат филмот и дали она метафора што важеше тогаш во меѓувреме нешто се смени? Па не знам дали се смени. Ја не го гледам филмот како метафора и не гледам било кој уметничко дело како метафора. Мене од оваа страна, од таа страна од кај што се прави делото, ме интересираат две работи. Ме интересираат емоции, значи луѓе, значи нивните чувства, нивните судбини, нивните радости, среќата нивна и како целото тоа се развива во една драмска структура, и ме интересира формата. Дали структуралистичка, дали концептуалистичка на делото. Така да би можел да зборувам за емоцијата која ја внесовме во филмот и која очигледно се предизвикува кај гледачите, затоа што има луѓе кои се уште после толку долго време, и тоа не само во Македонија, реагираат на филмот исклучително емотивно. Не е као добар филм, него е овој филм ме допре, ме трогна, пред толку време ми го промени животот, и тоа го слушам од луѓе, не знам, сега го слушнав од една жена антрополог на Тајван, во Тајпеј, од помлад колега во Перу. Така да, за мене, емоциите се поважни од метафората. Интересно е што е вброен во 1000 најдобри на сите времења. Нью Йорк Таймс направи таква една листа. Во едно интервју велите не ги гледате вашите филмови. Со што го храните егото? Нели уметниците обично се хранат со нешто? Има многу начини да се храни егото. Мислам дека не е здраво да се мешаат многу егото и творештвото и уметноста. Мислам, фала Богу дека има его, дека повеќето уметници имаме огромно его, ама која ќе те понесе креацијата, која ќе влезеш во творењето, се забораваш себе си. Тоа е еден зен момент. И тоа е најважниот момент. А гледањето, потоа, ја откако ќе завршам филмот, стварно немам многу емотивна врска со тоа што сум го направил. Најважната била додека се правил филмот. Така да, ако може да завршам филм и да го заборавам, некој друг да оди на премиера, некој друг да го гледа, ја да се бавам со следниот или да се бавам, не знам, со читање или со баскет, би било најидеално. Не реагиравте емотивно и во повеќе ситуации кога ве прозиваа да коментирате некои состојби во државата, па имаше интересни ситуации, ве критикува зашто ве нема, па кога ви го критикуваа ставот, дали ве допира овој автохтон, да речам, начин на реагирање емотивно во Македонија на некои работи? И не само емотивно, тоа е... Па не, затоа што го зимам као што ќе си го земеш лошото време. Мислам, те врне, тоа е тоа. Не можеш тебијатот на луѓето да го промениш. Мислам дека врескањето само по себе не значи дека е некој храбар или паметен. И јас стојам за се што сум кажал и јавно и приватно во животот. И мислам дека она што го кажуваш треба да биде одмерено, треба да и паметно и да стоиш за тоа. Мене тишината на Иво Андрич, например, ми е многу секси. Интересно е што директно ги кажувавте некои работи цело време, дали тоа некому се допаѓало или не. Ајде тогаш да сецираме, да детектираме што ги креира несреќите на Балканот. Бавната правда или владењето на лагата, како што велите во една прилика? Ако морам да бирам меѓу тие две, мислам дека бавната правда или немањето правда е веројатно поголемо зло. Затоа што поинаку го поимуваш светот ако гледаш дека нема правда, дека нема некој космички баланс. Трамп е, например, патолошки лажго и, мислам, се лаже секој ден. Имаше некои статистики колку илјадници лаги има кажано овие 3 години како е председател. Меѓутоа, концептот на правда и судството
во Америка функционираат релативно добро и затоа човек се осеќа релативно постабилен во еден таков систем, ако веќе морам да бирам. Ги гледаме инсертите од вашиот последен филм Врба, кој што јас не сум филмски критичар, меѓутоа лично го доживав како еден од вашите најдобри. Барем јас така мислам, така некако и реакциите во јавноста, посебно кај нас. Како вие го доживувате овој филм? Ве прашувам затоа што е врзан повторно за Македонија и се некако се враќате тука во сите ваши остварувања. Сакал некел некако снимам во Македонија, иако филмот пред Врба, Бикини Мун, го работе во Њу Йорк, како чисто американски филм. Меѓутоа, Врба, јас правам филмови од Македонија повеќе отколку за Македонија. И тие се за луѓе, и тие се за човечки судбини, и тие се за некој концепт на она што е важно во животот. Не правам репортажи, не правам географски или политички докторати, туку правам уметност. Што се однесува до Врба, јас сум многу задоволен од овој филм. И јас се слагам со вашата констатација, вашето гледање. Овој ми е некако многу едноставен, ама многу емотивен и за мене, кога би бил гледач, овој би ми бил едно од најдобрите филмови што сум ги видел од овој автор. Многу ме радува и филмот како резултат и процесот на правењето, затоа што сум имал ситуации во минатото кога самиот процес на правење на некој филм, не знам, пред дождот е еден од тие филмови, биле многу непријатни и тешки, не си знаел ни дали ќе се заврши филмот, со многу бурен процес. Овој беше прекрасен, во голема мерка поради луѓето со кои работев, поради продуцентот Јане Ќортошев, поради извршниот продуцент Ник Пауел, поради целата екипа, значи сите heads of departments и од Македонија, и од Унгарија, и од Белгија, соработниците од Албанија и глумците, така да сум страшно задоволен од ова. Ова е една така, баш едно убаво, како јајце. Не можеш ништо да му додадеш, ништо да му одземеш. И сосема кусо, не случајно ве прашав, се враќате постојано затоа што земјава и Балканот стана препознати по тоа што само луѓето си одат од тука. Како го доживувате тој момент? Па си одат затоа што сакаат нешто поубаво и не е во прашање само заработувачка или добивање да се вработат, туку и целокупниот однос, каков е односот, дали ти веруваш на правда во тоа општество, дали ти веруваш дали некој ќе седне пред куќата ќе ти изгради зграда, а ти не можеш ништо да кажеш затоа што се е по закон. Дали тоа можеш, дали можеш да си дозволиш да живееш таму, да немаш тротоар по кој одиш по улица и туркаш количка по улица, затоа си одат луѓето. Не знам, ја не се откажувам така лесно. Ја живеам и таму и тука. Имам многу драги луѓе овде, имам слики, имам вкусови, имам мириси на кои сакам да се враќам, така да се обидувам да се справувам со сето она што не е убаво. Има пуно работи кои не се убави, ама не е тоа најважното. Ајде да завршиме. Што вика Кешловски, работите што ги имаме се поважни од работите што ги немаме. Ке завршиме така, со најава дека во недела на МРТ1 во 21:10 гледачите ќе имаат можност да го видат пред дождот уште еднаш, ова ремек дело. Благодарам за задоволството. Апсолутно, мене ми е големо задоволство да бидам на главната, најстарата наша телевизија. Многу ми е мило што пред дождот ќе игра, луѓе ќе можат пак да го видат и тоа ќе видат нова, убава копија, убаво титлувана, а паралелно Врба уште едно кратко време ќе игра во Синеплекс. Благодарам уште. Мола.